некоја ситуација која што не мора да биде нели вид, која што ми се случува онака во секојдневие. Не знам, има многу нешта. Јас сум по природа тип кој што сериозна личност. Не сериозна личност. Не сум секогаш нели сериозна и знам да прифатам и смеи на мој рачун, меѓутоа да бе, важи. Кога не се однесуваат на некој на твој рачун сега ништо цела вечер, така? Да не смее некој да каже нешто на твој рачун. А што ќе кажеш? Кажи нешто на нејзин рачун. Не, сакам да кажам рече вицови, сакам да кажам еден виц што го знам. Ја тоа сакам, за тоа ја почнав темата. Може. Како не ведата е отворена. Лавот трчал низ шумата и паднал во една дупка едно 5 метри длабока и вау, рипа да се качи, не може никако. Доаѓа зајко, ја ќе подстанам, може глумачки. Ти си зајко. Огледа зајка, го гледа, лавче, шо ти е? Еве, вика, не можам да излезем. Како не, ај пробај, не може. А, не може, а? Видим. Лавче, знаеш што? Да ми го тоа и тоа. Да ми го киотитне. Да ми го титне. Па и почел да го плюка, да го обмочал, на, кажем, бра. И само оп, лизгање и паѓање доле. Као. И се Лавче, види, може нема да ми веруеш, ама ја дојде да ти си. Одлично. Имам ја тој еден, као паднал слонот. Иделе слонот и глушецот, го знаеш тоа, нели? Тоа е исто така. И слонот, паѓање глушецот од дупка. Што да прават, како да прават? Душец му вика, вади ме, вика, да не ти искочам од дупкава, ќе те задавам. И слонот што да прави, вика, сурлата кратка, вика, пушти, вика тоа. И слоновите се познати по тоа, нели, пуштање. И глувчето поп. Так, се качило, бе. Идење, натака, пап, слонот у една дупка, пуштање. И паѓање, уствари, му вика на глупчето, молим ти извади ме. Како да ти извадам, вика, бе, глупка, што не гледаш кај идеш? А глупчето е на курчано, бајдове. Вика, па спушти го, вика, што да се качам. Ти нормален не си, вика, ја толкица купувам, вика. Него чекај да свртам ја на шлеп служба, вади мобилен глупчето и врти, дошла шлеп служба и го вади слонот. На равоучение, кој нема мобилен телефон. Дивнено, пола пути скачање. Океј. Имам ја нема датски титка, други збори, ја не можам тоа, Никола што ќе работи после. Седи зајко на река некој и пуши джоинт. Не е безобразно. И пуши джоинт, и пуши, доаѓа гуштер, вика, што правиш? Еј, фантазија. Што е тоа джоинт? Па вика, дај да може пробам. Не си пробал никош. Како вика, што да правам? Па земи го, вика, вовлечи и држи го во себе. Колку време? Рекава, гледаш, изгњури ја до таму испушти го. Го земам. Гуштер. Да, и од таа страна на реката Гуштеров. Од таму крокодилот прави. Гуштеров седнал. Крокодилот, што ти е? Јабе, зајко ми дај нешто. Што ти дај джоинт, некој бе баш ми убаво. Кај бе е не од другата страна? И крокодилот, пуштање под река и искач. Дај бе, вика зајко тоа джоинт. Испуштай димот ти бе! Испуштай димот! Испушти го димот! Што си се набрал, да? Има, и приметеш публикава како аплодира. Да. Лудачки, неверојатно. Ба се смејат, смешно име. Тоа е смешно и Богу е драго. Šta je Bogu i smešno je drago. Некој му е седнал тонаков тужен, му доаѓа другарчето негово, вика, брате, вика, што е работа со тебе? Вика, брат, денеска ми е денов малер, не си свесен колку ми е малер денот. Доаѓам, тргнем за на работа, вика, колата, дан, ме заебуе, вика, цркнуе, се враќам назад, гледам жена ми со комшијата, так, се таслачи, што е работа, држ, не да ќе се тепаме, комшијата избега, оваа ме напушти, на поминување, порошло у банка, вика, сите пари ги собрала, ги земала децата, вика, ја дур отидов до овде, и избегала, вика, со сите пари. Отидов, земав јаже, ке се бесам, готово крај, се врзав на дрво, вика, пукна јажето. Отидов дома по пиштолот, го ставив, се заглави, неќе да мрдне, вика. Легнав на шина, возот у снег заглавил, да му е тамато ловрак. Вика, и брат, со последните пари купуем отров, го сипуем у пивото и ти го пиеш, бе, будало една! Мујо си направил со враќајка и седи само со очи мрда. Целиот ги овако. И доаѓа Хасо, како си?
Како си му? Па те боли ли? Што? Само кога се смеам. Това. Отлично. Плаваше и Црнка у кафана. И Црнка да вика, конобар, дай еден хибискус. И плаваше да почне, шо ти бе тоа хибискус? Па чај. Конобар, дай ми и мене еден хибискус од камилица. Знаки, кажеш некој да ке не отстрелаш мудро. Сега актуелно е нели пушењето и не пушењето напред. Иде на площад некој човек кој што многу пушел, пиел и гледа многу народ собран и вика, бе што ова многу народ се собран? Вика, почина, вика, тој многу пушеше, многу пиеше и отиде човекот. Па дај јас да почнам да не пушам, да не пијам, да престанам. И окей, престанал, утре дента иде пак и гледа пак народ на площад и вика, па што ова сега денес? Вика, овој човек отиде, а не пушеше, не пиеше. Дај оваму пивото сега за еден ден ли разлика ќе се прави. Позната ми ова, кога ги оставам цигарите. Таман супер сумисли еден ден. Му рекол докторот, вика ти, вика веќе не смеш да пиеш, само по една читашка дневно. Добро, да разбираш, добро. И го гледа, го наги у кафана, случајно проаѓа доктор и го гледа и дрво. Шо преживаш? Нели по една? По една? Како по една беш, што си дрво? Еве, ова сега ми е мене за 23 октомври 2048. Не, она е добра анекдота, ја кажем стално, со детето од Рамски остај тоа кака. Тоа е вака. Тоа е од тебе пренесено. Да, од мои пријатели, двајца. Да. Тоа е и кажана е анекдотата, така да знаеш пренесена и верификувана во јавност. Добро, што ве нервира? Има ли нешто што ова не смее, така вицови? И има ли нешто што ве нервира, што ве вади од кожа во твојата професија, општо, генерално, дали е тоа политички, дали е не е битно? Мене ме нервираат глупи луѓе. Да? Да, тоа ми е овако. Знаеш, има глупи и добри. Има. Има глупи и добри, ама тие не ме нервираат. Има глупи. Ама глупи и лоши, таа комбинација е најлошата. Најлошото што постои. Затоа што тие се тогаш, они секогаш се знаат, се најпаметни, ако мислам спремни се тепаат за тоа. Да. Мислам, глуп и лош човек, комбинација е тоа е тоа што те нервира. И на власт. Не, власта ми гајлет, кој е. А Дивна, тебе има нешто што те нервира? Па Те нервира тоа што, например, еве, се селектира некој, некаде во некоја селекција, ти не си таму, кога некој заобиколува некого или? Па не, нормално. Мене во суштина ме нервираат неправди. Посебно од човечка природа неправди. И без разлика дали се свесно или несвесно направени. Не знам, јас се обидувам некогаш тие неправди да ги променам, меѓутоа не секогаш можам, така што тука во делот тие неправди влегува и глупоста. Многу јако. Влегува и глупост и дека човек го покажа. Како покажа човекот? Некој од незнаење или од таа глупост може да направат нешто што... Некој од незнаење или од таа глупост може да направат нешто. Да повредат некого, да навредат некого, да... Тоа е ненамерно кога ќе повредиш некого, па тоа може и да се прости. Да збори за оние кои намерно повредуваат нешто, значи... Па добро, јас во секој случај сум им простила на сите и на тие што ме повредиле намерно или ненамерно. Обавезно по еден монах имаме у емисија. Абе, ова е... Не ми се верува, значи не, ми се враќа надежта за македонецот, брат. У секоја емисија едниот е нешто као ѓавол, не знам оваа дали примети дека ти си тој, а другиот е ангел, се простува. И се простува. Ганди, верувам во тебе, меѓутоа само чисто резимирам и констатирам, затоа и те викнавме, да бевме 3 лоша учени. Јас не се докажав, јас сум им простила, ама Господ дали им простил, тоа не знам. Ма не се на Господа.